Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема од дисциплина до просветлени граници. Откако ќе научиме емотивно да се прибереме, пред се заради самите нас, а потоа заради нашите деца, следната најважна задача на родителствувањето е речиси исто толку света колку што е света врската со нашите деца. Станува збор всушност за една посебна вештина и една посебна уметност од една страна, а од друга страна станува збор за една посебна дисциплина во создавањето и поставувањето на границите. Значи, истовремено спомнуваме од една страна дисциплина во создавање и во поставување на граници, а од друга страна спомнуваме вештини и уметност во дисциплинирањето. Вештините и уметноста во дисциплинирањето насочени се кон менување на детето, а дисциплината за создавање и за поставување на граници е насочена кон менување на промените. Авторката Шефали има повеќе книги, и една од незините книги која што е наречена Надвор од контрола, во неа зборува како дисциплинските мерки и дисциплинските стратегии всушност представуваат само средство за манипулација и контрола. Нашата недоволна информираност, нашето недоволно познавање за тоа како да имаме вештини, да имаме една уметност која што ќе ги создава соодветните граници, вистинските граници кои што му се потребни на нашите деца, е она која што честопати го нарекуваме дисциплинско прашање за нашите деца, како нашите деца да се цело време виновни дека се недисциплинирани. Меѓутоа, ова е најважната задача која што во ова поглавје како родители треба да ја научиме, а тоа е дека проблемот со дисциплинирањето на нашите деца настанува токму поради недостаток на дисциплина кај самите родители. Значи, фокусот треба овде да биде насочен кон и да се има интервенција спрема недисциплината кај родителите. Затоа што во споставувањето на границите и создавањето на границите е една од најтешките аспекти во процесот на родителствувањето. Значи, кога ние се обидуваме да воспоставуваме граници, тежнееме секогаш како родители да воспоставиме, да создаваме или премногу крути граници, строги граници за нашите деца, или премногу благи и лабави граници, несвесни при тоа за тоа како да ги создадеме вистинските услови за убав напредок на нашите деца. На децата што им е навистина потребно? На децата им се потребни структури на предвидливост во нивните животи. Значи, основната структура на денот треба да ја постави самиот родител. Пред се, имајќи во предвид од една страна посебните потреби на детето, а од друга страна потребите кои што ќе служат за целото семејство во глобала. Значи, во оваа рамка, значи, мора да се има да се дозволи една огромна спонтанност, да се остави простор за една неструктурирана игра, за една неструктурирана забава за детето, затоа што кога нашите деца ќе се соочат со голем број на непредвидливости, значи непредвидливи состојби и настани, веројатноста е голема дека тие ќе почнат да глумат, и тоа е нешто со кое што на прв удар се родителите, значи тие тој товар лежи врз родителите да ги пребродат тие емоционални бури кои што се јавуваат кај детето кога настануваат таквите пресврти, таквите промени. И доколку ние како родители тогаш создадеме едни јасни, едни доследни, едни заедно и сочувствителни граници за нашите деца, тогаш нема да има потреба за дисциплински мерки и дисциплински стратегии. Значи, нашето недоволно познавање и разбирање за тоа што е соодветна граница и како да се воспостави таа соодветна граница, прави големи хаоси, прави големи расправи, кавги во нашите домови. Без разлика нас, дали ни се допаѓа тоа или не ни се допаѓа, значи ние пред се како родители мора да научиме да ја совладаме вештината за создавање на вистински
граници. И сето тоа е од витално значење доколку сакаме да имаме хармонија во нашите семејства. Проблемот е тоа што на многумина од нас како родители не е тешко да ги воспоставуваме границите со нашите деца. Дури некој од нас се чувствуваме многу непријатно кога треба тоа нешто да го правиме. Многу родители се чувствуваат виновни, многу родители се чувствуваат немоćни. Меѓутоа, без разлика кои да се причините, од неминовно значење е да создаваме да имаме вештини, да создаваме граници кои што ќе му даваат на децата безбедност во семејниот дом. Исто како што децата се чувствуваат безбедни кога имаат здрави врски со своите родители. Значи треба родителите да поставуваат здрави соодветни граници. Меѓутоа, доколку ние како родители немаме здрави соодветни граници за нас, како ние ќе им го дадеме тоа на нашите деца? Значи, често пати кога зборуваме за граници, веднаш во нашата глава си помислуваме, тоа значи дека треба јас на моето дете да му составам граница. Станува збор за граници за децата. Меѓутоа, овде не станува збор за тоа. Токму напротив. Овде станува збор за нашите граници, нашите внатрешни граници како родители. Зошто? Затоа што кога често пати можеме да видиме кога нашите деца ќе излезат од нашите граници, ние сме тие кои што уште повеќе, значи многу повеќе од нашите деца излегуваме од нашите собствени граници. Зошто е тоа така? Тоа е затоа што всушност границата помеѓу она што ние го сметаме за соодветно или за несоодветно, кај нас во нашата глава, во нашиот ум не е јасно исцртано и означено. Значи, кога сме неспособни ние како родители, не сме во можност да поставуваме јасни граници, тогаш се јавуваат причини заради кои што нашите деца повеќе пати ги прекршуваат нашите граници. И како и во сите други аспекти, во родителствувањето, така и во овој аспект од родителствувањето, неосогласеноста помеѓу родителот и детето, кога станува збор за дисциплината, значи секогаш започнува од самиот родител. И самата авторка кажува, кога доаѓале родителите кај неа, нормално и таа природно чувствувала дека родителите сами се бунеле против она што таа го кажувала, дури се лутеле многу на неа кога таа ќе им кажала дека нивните деца често пати ги прекршувале нивните правила и нивните граници токму заради тоа што и самите родители не биле доследни во поставувањето на границите. Затоа што самите родителите мислат дека се јасни во поставувањето на границите, и тоа тие намерно не го прават, не се криви за тоа. Меѓутоа, тоа е резултат на нивната несвесност, за тоа како всушност изгледаат измешани нивните пораки спрема нивните деца кога им ги кажуваат во вид на поставување на граници, во вид на правила. И кога нашите деца тоа го гледаат, значи, ние не сме свесни за тоа колку се збунети децата од тоа што ние им го кажуваме како правило, затоа што многу пати знаеме да кажеме за една работа, ти си многу мал за тоа, не можеш, значи не смеш тоа да го направиш, во друг момент за друга работа, за истата работа ќе кажеме, ти си доволно возрастен, треба да знаеш за тоа нешто. Зошто тоа не си го направил? Значи, кога токму заради тоа што ние во поставувањето на границите немаме доволно компактност, не сме доволно јасни, не сме доволно јасно не ги дефинираме, се случуваат, сето тоа и придонесува кон расправи во семејството, во домот, потикнуваме, сме потикнати ние како родители да ги обвинуваме нашите деца, да реагираме неубаво спрема нашите деца и истовремено и таа нејасност пак и нашите деца од наша страна создава тие да бидат бунтовни, да ни прекосат, да не слушаат и така натаму. И овде ова нешто кога ќе го видиме вака, значи
двете страни овде губат. И родителите, и децата заради таквата нејасност. Децата се чувствуваат потиштени, се чувствуваат поништени во смисла на тоа дека не се валидизирани од страна на од родителите, дека не се разбрани, а пак родителите се чувствуваат дека се игнорирани од страна на своите деца и се безпомошни да можат да помогнат. Меѓутоа, кој е нештото кое што ја прави таа разлика? Да се случи таа нејасност. Тоа е всушност кога со родителскиот идентитет заедно доаѓа и родителското право и кое што некогаш придонесува да ослободуваме една непотребна моќна бес, непотребна моќна одмазда спрема нашите деца, кој што ние сметаме дека им е неопходна во даден момент, без разлика како започнал нередот. И авторката Шефали во врска со ова ни дава еден пример за една мајка која што имала две деца, едното на возраст од 5 години, другото на возраст од 7 години, и таа имала проблем таков што многу тешко можела да ги натера децата навечер да заспиваат. Рано со часови поминувала во нивната соба, се обидувала да ги заспие, меѓутоа на крајот сето се претворила во една војна зона, во една борба и дури вистински кошмар. Кога ја прашала авторката Шефали, добро, кажи ми ја рутината околу тоа, како ги заспиваш твоите деца, и таа ја одговорила, па јас започнувам кога ќе ги легнам децата, им ветувам по една значи две приказни ќе им кажам, потоа им испевам по две песни од некој нивни омилен филм. Меѓутоа, после тоа моите деца веднаш ги преминуваат границите, бараат да му испеам уште една песна. После третата песна следува четвртата песна, после четвртата следува уште една песна и на крајот јас завршувам како викам по нив, како врескам по нив, тие почнуваат да плачат и на крајот цело ова искуство преминува во еден се претвора во еден голем кошмар. Меѓутоа, кога ја прашала авторката Шефали, кога ти се согласи да му кажуваш две приказни, да му испеваш две песни, дали ти беше во склад со договорот кој што си го склучи во твојот ум за тоа нешто? И мајката одговорила апсолутно да, во почетокот да, ама знаеш кога тие ќе почнат да ме молат, па јас си помислувам, па зошто да не попуштам, зошто да не му успеам уште една песна, па во таквите моменти тие се толку сладки, толку се ми се симпатични, па си велам ајде ќе отпеам уште една песна и едноставно јас не можам да му кажам не, а тие мене ќе почнат веднаш да ми се лутат. И одавде можеме да видиме всушност колку на мајката не и било јасно за границите на незините за незините собствени граници. Значи, како и голем број на родители, незините граници воопшто не биле цврсти граници, тие биле флуидни, затоа што биле диктирани од расположението на незините деца, контролирани биле од расположението на децата. И значи ние имаме право како родители да избереме какви граници ќе поставиме, дали ќе поставиме флуидни или цврсти граници, меѓутоа кога ќе избереме да поставиме едни флуидни граници спрема нашите деца, ние треба истовремено и да прифатиме дека во секое време ние не можеме да го притиснеме копчето за да престане, значи да ја прекинеме флуидноста, затоа што нормално е и природно е нашите деца да реагираат најнаш, односно ненадејно во таквиот пресврт на околностите. И во овој случај флуидноста кај мајката не била природна, не била свесна и токму заради тоа таа вознемирено реагирала секогаш кога децата ги преминувале нејзините граници. И понатаму авторката ја советувала и рекла, границата е нешто кое што треба и физички и енергетски да ја почувствуваш. Или има граница, или нема граница. Ти си таа, а не твоите деца, кои што треба да поставиш граници. Ти си таа кој што треба да одлучиш дали ќе поставиш цврста граница или ќе поставиш флуидна граница. И кога тоа нешто ти ќе го разбереш по својата глава, ќе ти стане јасно, тогаш се останато после тоа
природно ќе си дојде јасно. И тогаш мајката кимнала со главата, рекла да, јас во почетокот поставувам цврсти граници, меѓутоа тие подоцна се разводенуваат затоа што многу се чувствувам непријатно, се чувствувам како лоша мајка кога децата ќе почнат да ме молат да му кажам уште една приказна, а јас едноставно не можам да не им кажам не. Меѓутоа кога завршувам на крајот со викање, со врескање по нив, тогаш навистина се чувствувам дека сум злобна и лоша мајка. А вторката шефали тогаш и одговорила и рекла: твоите деца го прават она што треба да го прават, затоа што тие се само деца. Значи тие си бараат постојана забава, си бараат нонстоп да уживаат, си бараат уживање. И тие токму поради тоа си се на вистинскиот пат. Значи децата твои не се лоши затоа што постојано бараат уживање. Всушност овде кај тебе проблемот? Проблемот е во тоа што ти не си ефикасна затоа што не си ги почитуваш своите собствени граници. И децата тоа го гледаат, ја гледаат твојата недоследност, особено кога таа е вкорената од страв, значи од твојот страв, за тоа дека нема да бидеш доволно добра мајка, за дека всушност ќе бидеш една себична мајка, дека тие нема да те сакаат тебе. И причината пак поради која што ние им се лутиме на децата е затоа што тие нас не принудуваат, вршат притисок во таквиот момент и не принудуваат да се соочиме со нашата неподготвеност, да застанеме зад себе, зад нашите верувања што е правилно за нашето дете, за негов правилен раст и развој. Значи, штом сето тоа ќе ни стане јасно, која одлука треба да ја донесеме, што треба да се случи, тогаш ние ќе можеме да многу лесно да му го пренесеме тоа нешто на нашите деца. Значи, на многу лесен начин ќе можеме сето тоа да го искомуницираме со нашите деца. И при тоа овде не станува збор за некое чувство, фундаментално чувство на праведност, некое чувство за морални принципи, туку станува збор за едно длабоко наше знаење што навистина им е потребно на нашите деца, кои се вистинските избори кои што треба да ги направиме со цел да дојдеме до една поголема свесност. И ако на нашите деца сватиме дека им е потребно 9 часа одмор, тогаш ние сме тие кои што треба да создадеме вистински услови преку поставувањето на тие на границите, за да му го обезбедиме тоа на нашите деца. Меѓутоа, не и по цена на воена зона. Значи, се зависи од количеството, од времето, енергијата која што ние ќе ја потрошиме и ќе ја вложиме, за да разбереме што навистина им е потребно на нашите деца и за да создадеме услови за она што им е потребно на децата за да можат тие правилно да напредуваат. Кога ние децата би можеле да ни ги изразат, значи нас, своите мисли во таквите случаеви кога ние несоодветно им ги поставуваме границите, тие би ни рекле нешто во смисла како еј родители или мамо, тато, можете ли да се усогласите веќе една со она што сакате да го кажете? Во што е работата? Еден ден ми велите не, другиот ден ми велите да. Која е вистинската граница? Овде, нека не ве поколебуваат моите расположенија, нека не ве поколебува мојот бес. И јас ве тестирам да видам дали знаете всушност за што зборувате. И доколку видам дека знаете за што зборувате, јас сигурно ќе се повлечам. Нема тоа да биде без борба, затоа што и самиот сакам да знам кои се и докаде се моите граници. Меѓутоа, во сето ова јас навистина мразам кога се расправаме, кога се караме, кога не сте јасни, затоа бидете појасни. И кога ќе бидете појасни, јас помалку ќе бидам бунтовен. И ви ветувам, навистина, само ве молам, немојте да станете диктатори. Бидете љубезни, бидете внимателни кога ги поставувате границите, бидете трпеливи, затоа што јас постојано учам и на крај најмногу од се простете ми кога ги преминувам вашите граници. Драги мои, тоа
Е се за ова видео, се надевам дека ви се допадна. Имајте убав ден, се гледаме.